Докажи дека дадената формула е тавтологија. Уште еден начин за покажување на тавтологија е да тргнеме од едната страна на формулата да стасаме до другата. Значи тука имаме еквиваленција со логични коеквивалентни трансформации. Значи тргнуваме до оваа страна, користам некои логички закони, стасуваме до оваа страна. Што ако користиме помеѓу секаде еквиваленција, доволно има насока да го покажеме. Ќе видиме за тоа малце повеќе кога ќе зборуваме за докази. Значи ја земаме оваа страна. П и П повлекува Q. Сакам да стасам до оваа страна. Ова е еквивалентно на. Најпрво ќе ја заменам импликацијата тука по законот за замена на импликација. Имаме П и П повлекува Q е еквивалентно на не П или Q. Само за замена на импликација. Тоа го именуваме овде. Не П или Q. Во заграда е битно да запишите што сте искористиле закон за замена на импликација. Понатака ќе искористиме дискутивен закон. П и не П, П и не П, или П и Q. П и Q. Овде имаме дистрибутивен закон. Понатака, на што е еквивалентно П и не П? Закон за негација. П и не П е неточно. Значи не можат истовремено и П и не П да бидат точни за ова и да биде ова функција да биде точна. Нете или П и Q. Ова ни е тука закон. Што споменахме таму, закон за импликација. Ова тука. Нете или било што. Значи нете или некое нешто друго. Ја веќе го означам со X. Е еквивалентно на тоа X. Имаме тука нете или P и Q е P и Q. Закон за нула, што ни е нула ако имаме или закон за идентитет или нула, или просто напишете ова тука еквиваленција. Тргнав од оваа страна со логичко еквивалентни трансформации стасав до оваа страна. Од што следи, ова е тавтологија. Со алфа ќе го означам следи алфа е тавтологија. Докажи дека формулата е тавтологија. И во оваа задача ќе покажеме со логичко еквивалентни трансформации дека алфа е тавтологија. Тргнуваме од едната страна, П или не П и Q. Најпрво ќе применам дистрибутивен закон, па ова ми е еквивалентно на П или не П. Ова или ова и ова или ова. Како кај множење и собирање. Ова или ова, П или не П, ова или ова. И е помеѓу знакот ова или ова. П или Q. Значи тука што применавме? Дистрибутивен закон. Мора да запишете кој закон сте го применали. Нема да заборавите. Ова е еквивалентно. П или не П е
видячи барем едно од тие мора да биде точно, што едно е точно, функцијата е точна. Ова како се викаше? Закон за доминација. Имаме тука и P или P или Q. Т и било што друго е тоа друго. Значи, Т и P и Q е и Q. Ова е закон за нула или за идентитет. Значи, ова е Т или закон за идентитет и нулата при конјункција е точна. Така на левата страна стасаме до десната страна со логичко еквивалентни трансформации. Секаде употребувавме еквиваленција. Па така може да кажеме дека алфа е тавтологија. Уште еднаш, за крај, кога користите логичко еквивалентни трансформации, мора да запомните да ги запишете во заграда. Во секој чекор кој закон сте го применили.